Здраво! Дојде крајот и на оваа 2019 година. И за крај би сакал да ги споделам некои од моите искуства кои што ги имав при тестирањето на голем дел од опремата што ја имаме во нашиот салон. Ке разговараме за mirrorless или безогледалните апарати, ке разговараме за новите објективи, за гимбалите, видеорекордерите, аудиорекордерите и на крај за еден, за мене многу битен, експрес лонец. Зашто е овој лонец битен, ке дознаете на крајот од ова видео. Продолжете да гледате. Како прво сакам да ви кажам моето искуство со апаратите во оваа година. За мене оваа година е битна, бидејќи во оваа година заврши мојата дружба со DSLR апаратите и мојот стар Nikon D750 го продав и купив нов Nikon Z7. Дали е тој апарат за вас, ќе може да видите во некоја наредна ревија, меѓутоа продолжете да ме гледате за да ги слушнете размислувањата околу mirrorless апаратите на Nikon и Canon. Најдобар апарат all around, што би рекле овие англичаниве, за оваа година со сите апдејти негови фирмвери и мимвери ово оно, мене ми остане најголем впечаток Fuji X-T3. Иако е со кроп сензор, неговите фотографии се одлични, а 90% од фотографиите јас што ги правам завршуваат на интернет, зашто ви е доволно и од 3 мегапиксели камера со HD резолуција. Неговите JPEG-ови се топ. Не мора да седите на компјутер, да коригирате, да едитирате, го вадите фајлот и му го давате на клиентот кој што ве ангажира. Во таа ценовна класа нема ни еден апарат до сега извадено 60 фреймов во секунда 4K. Мислев дека Sony со неговиот 6600 ќе го направи тоа, па очекував за да го земам, меѓутоа не се деси тоа. Така да, ако ви треба апарат со кој што нема да дремете пред компјутер да едитирате фотографии или видеа, тогаш Fuji X-T3 е за вас. Во комплет со објективите со 2.8 бленда, фиксни објективи што се нема да има задача што нема да може да ја решите. Sony Alpha 6400 ме воодушеви со квалитетот на фокусот, системот како функционира и многу малата шанса од прање на лоши фотографии, односно фотографии без фокус. Многу интересен момент кој што сега и другите производители го ставаат е и фокусот на око на животно. Тоа е многу битно за се поголемиот број на љубители на домашни меленичиња, на кучиња, мачиња, коњи, риби. Повеќе за овој апарат може да видите во ревијата што ја пуштивме пред неколку месеци, има дури 3 видеа за него, посветени на него, од кои што едниот е апсолутна зафрканција, меѓутоа сме први свет кој што докажа дека овој апарат може да фокусира во око на риба, поточно краб. Доколку ви треба фотоапарат за работа во студио, односно ако работите сток фотографи или ви требаат фотографии во најголем број на мегапиксели, тогаш моја препорака се овие 3 апарати. Со најмалце мегапиксели Nikon Z7, вторе Canon 5DS-R и шампион за оваа година, тоа е Sony Alpha 7 Mark IV со 61 мегапиксел. Доколку фотографирате свадби, крштевки, разни ивенти, промоции и некои работи каде што светлосните услови не се доволно добри, например прием во ресторан, во црква. Јас имав прилика во некои ресторани со полоши светлосни услови, односно со задимено светло, да имам проблем со mirrorless апаратите, со некои повеќе, со некои помалце. Моја препорака, а и во разговорот во Белград што го имав со Борис Бјелица, и негова препорака е се уште да се држите за DSLR апаратите, односно да си купите Nikon D750 или најдобриот од Nikon D850, можете и D610, доколку сте тенки со буџет. За Canon важи 5D Mark IV или Canon 6D Mark II. Тоа се апарати со full frame, поради нивниот одвоен систем на фокусирање, ви овозможуваат помалце проблеми во фокусирањето за разлика од безогледалните апарати. Тука ги вклучувам сите. Со некои сум имал повеќе проблеми, со некои сум имал помалце проблеми. Са многу е модерно нешто, сите сакаат да сликаат на филм, така барем ми кажа ќерка ми. Ја филмот не го сакам, пошто треба да имате добри хемикали, треба да барате која лабораторија има добри хемикали. Тоа што сте го фотографирали не може да не излезе на фотографијата затоа што нешто смениле таму. Меѓутоа, за сите оние кои што
сакаат да видат како е да фотографираш со филм, а да имаат комоцијата на дигиталната фотографија, ја им го препорачувам Fuji X Pro 3. Ова е интересен концепт, меѓутоа за него ќе имаме посебно ревија во иднина. Интересен концепт, бидејќи ве тера да размислувате малце повеќе пред да го стиснете копчето, затоа што неговиот екран е сокриен. И се враќаме на времето на филмот. Не е за почетници, неголи ова е за фотографи, артисти, конкретно како Иван Блажев, за кого што имаме едно посебно видео направено од страна на продукцијата Мозаик. И овој апарат него му стои, му доликува. За сите оние што сакаат да се чкрапаат како кинески туристи, заборавете го тоа, мислам. Покрај тоа што мислам дека Nikon D850 е најдобриот апарат направен од страна на Nikon, после Nikon D700, јас се одлучив за Nikon Z7, бидејќи пред се овој апарат ќе го користам во студио и за некои проекти каде што јас имам контрола на светлото, така да може да ги намалам проблемите со фокусот. А во последно време, бидејќи се повеќе и повеќе тестирам mirrorless, односно безогледални апарати, мојот начин на фокусирање бара да ги се користат крајните граници на рамката на самиот сензор. Односно поивиците горе, доле, лево, десно, а тоа со DSLR апаратите не може да го постигнете. Но најглавна причина зашто се одлучив за безогледалниот односно mirrorless апарат Nikon Z7 е тоа што кога ќе фокусира, кога е нешто во фокус, знаете дека со помош на системот за фокус во очи, окото на вистина ќе биде во фокус. Додека пак кај DSLR апаратите и покрај тоа што ја ги штелував моите објективи да бидат со фокус на нула на скалата, често ми се случувало поради некоја мала промена на огледалцето, фокусот да не биде во окото, него да биде на трепките, да биде позади окото неколку милиметра. И тој дел мене лично многу ме нервираше и затоа сите овие мои објективи од Sigma Art серијата со бленда 1.4 ја ги сликав на бленда 2.8. Со помош на овој апарат и адаптерот што доаѓа со него, јас ги користам истите објективи. И сега похрабро малце идам на 1.4, на 1.8, така да може малце поише да го издувам објектот од позадината. Тоа се двете главни причини за кои што јас се одлучив за Nikon Z7. Меѓутоа, доколку фотографирате свадби, крштевки, такви работи, држете се до DSLR апаратите. 750, 850, 5D Mark IV, 6D, 610. Еден чуден тренд во последно време, што јас го имам сретнато како IT наназад со компјутерите, се случува и со апаратите. Кога излегоа лани Nikon Z6 и Z7, како и Canon R и Canon RP, некако беа како хардверски топ, меѓутоа софтверски приправено нешто како Windows, сега вие да место користите Windows 10-ка, да користите XP или 7-ца. Мислам, приправено, нешто стаено. Меѓутоа, како поминуваше времето, така и Canon и Nikon и другите и Fuji и Sony, меѓутоа за Canon и Nikon конкретно правам мовет, ги прифаќаа предлозите од фотографите и нивните примедби и жалби на новите апарати. И на секој месец-два дава нов фирмвер, нов софтвер на апаратот, со што се подобрува перформансите. Дури пред неколку месеци Nikon ја воведе можноста за фокусирање во око, а сега и со видео форматот за прорез да може да се снима, тоа е последното овдека со доплата од $200 или 200 евра, навистина изгледаат како разбуден джин. Истото се случува и со Canon. Сите приметби што ги имаше од корисниците, они ги прифатија и ги ставија, ги имплементираа во нивните фирмвери и фактички доколку го споредите апаратот од лани со апаратот сега на Canon и на Nikon, тоа е како да правиме муабет за две различни категории со можностите што ви се нудат сега, а вие само сте го апдейтирале фирмверот. Односно тоа покажува дека и Canon и Nikon малце заспаа на делот за софтвер, но еве се разбудија и јас како корисник на Nikon, а и поголемиот дел во Македонија, нели, користиме Nikon и Canon, може да ви кажам дека во наредните месеци
тие ќе работат уште повеќе на подобрување на софтверот што го има во самите апарати, а со тоа и вие ќе добивате повеќе можности за нивно користење. И ќе биде како Windows ти носи апаратот. И сега за крај муабетот со експрес лонецот. Неколку викенда ни пропадна додека чекавме да се свари графчето или леќата или не знам што и да беше нешто. И затоа ми пукна мене картичката, не филмот, пошто више никој не слика на филм. И купив експрес лонец и сега за 1 сат све е сварено и ми остануваат мене 2 до 3 часа за да истражувам нови опреми, нови технологии, а и да се шетам со моето семејство некаде надвор, низ природа, низ почист воздух. За крај на оваа 2019 година да ви се заблагодарам што не пратите на нашиот канал Pop Photo MK. Ако не сте се претплатили, кликнете еден subscribe или претплата. Среќни празници, ви посакувам многу среќа и здравје и убаво светло, да ви биде забавно. Се гледаме во следната 2020 година. Чао! Светло. Аха, ако имаш грдо светло као фотограф, што ќе фотографираш? Да.